Хотелиерите веќе ги сумираат последиците од откажувањето на авиолинијата до Охрид на полскиот туроператор Rainbow, кој на Охридско-Струшкото крајбрежје низ годините носеше огромен број туристи од Варшава. Веќе е забележан пад во бројот на ноќевања. Сега останува само еден оператор од Полска кој ќе работи со ограничен број хотели и гости. Тие сите чартери требаше да започнат од мај или од јуни, значи зависно која компанија. Компанијата која што го откажа чартерот е Rainbow, планираше да влезе на пазарот, го откажа барем по нивните коментари, затоа што добиле повисоки цени за разлика од други пазари и тоа не може да го издржат. Нормално е како ќе се осети, значи сега останува само еден полски туроператор кој што ќе работи нормално со намален капацитет и со одреден број на хотели. Секако дека ќе се осети, но ние се бориме нормално да ги надополниме празниниве кои што ќе настанат поради тоа. Но она што уште позагрижува е дека се забележува пад во бројот на туристи периодов и генерално и не само кај нас туку и во Европа. Намален е бројот на ноќевања откажани или на стендбајси и многу други туристички групи и кружни тури. Од секторот сметаат дека проблемот не е во цените, туку во стравот за патувања, кој го наметнаа неколкуте актуелни ситуации во светски рамки. За жал не откажаа само пољаците, значи има навистина голем број на групи кои што или се на стендбај, или ги намалуваат бројот на гости во секоја група, или комплетно откажуваат. Се осеќа разлика со минатата година во однос на бројот на ноќевања. Секако, квалитетов на туристи кои што доаѓаат. Најавите на годинава беа исклучително добри, ако не и одлични, но за жал поради сите ситуации кои што се случуваат не кај нас само, туку и во регионот и на светско ниво, се осеќа еден благ пат на туризмот. Инаку освен полскиот Rainbow, авиолинијата до Охрид ја откажа и холандскиот Corendon, кој оперираше 3 пати неделно до аеродромот Свети Апостол Павле. Причината наводно е внатрешна реорганизација. Сега холанѓаните ќе доаѓаат со туроператорот TUI. Од Охридскиот аеродром оваа сезона оперираат 6 авиокомпании до 8 различни дестинации.